Здраво, поздрав, јас сум Никола Галевски, пастор на Евангелска црква Солкрафт и мене ми е многу драго што имаме на ваква форма на дружење на тема која што ја започнав минатиот пат. Ова што го гледате сега во моментов е втор дел на еден серијал, значи не на тема која што се вика 5 нешта кои што прават мојата вера да расте. И тие нешта се практично поучување, минатиот пат зборувавме за тоа. Не може да расте. Тешко расте нашата вера без поучување што е разбирливо и кое што е практично, кое што може да биде спроведено. Второ нешто се пријателството според Божјо провидение, за тоа ќе зборуваме денес. Третото нешто се личните духовни дисциплини, како молитвата, постот и уште неколку други, и за тоа ќе зборуваме. Четвртото нешто се е личната служба, зашто без лична служба христијанството станува демагогија. И петото нешто се пресмртни околности кои што е значено да ги препознаеме како точки во кои што мојот и твојот живот има потенцијал да отиде во нова насока, да отиде во нови подречја кои што ние можеби не ни сонуваме дека можеме да ги достигнеме. Библијата и црквената историја е полна со примери за тоа дека еден човек бил потребен за некој друг човек да исчекори кон Христос, значи да стане христијанин, да ја активира својата вера, да ја ревитализира својата вера ако ја заборавил со години и со децении. И таков еден пример морам веднаш да кажеме примерот со Филип и етиопскиот великодостојник. Ова сведоштво се наоѓа во Дела на апостолите. Ако се прашувате што е Дела на апостолите, тоа е дел од Светото писмо, значи од Библијата, кој што се наоѓа во Новиот Завет. Нема да читам, ова ќе го парафразирам, се наоѓа, ако сакате прецизно, од 8 глава, 26 до 40 стих. Што се случува тука? Филип е повикан од Бог да отиде на еден пуст пат и таму да чека, и Филип тоа го прави. Повикан е, како што вели текстот, преку Светиот Дух, значи Бог му зборува длабоко во себе, најточно таа динамика ние не знаеме дека му зборувал, и оди Филип и таму на тој пат го среќава еден етиопски великодостојник. И овој етиопски великодостојник чита од Стариот Завет, од пророкот Исаија, таа една позната 53 глава, за тоа дека Бог ќе испрати свој помазаник, кој што преку своето страдање ќе ги врати луѓето до Бога. И го чита тоа, и Филип му вика: здраво, што вика, еве ова го читам, ама вика реално не го разбирам. Кој е овој човек за кој што зборува пророкот? И Филип вика: ти си сега во најдобар момент да го поставиш ова прашање, зашто тој човек повеќе не е предмет на шпекулации. Тој човек, или подобро кажано Богот човек, е Исус Христос, кој што беше тука помеѓу нас, живееше помеѓу нас. Јас сум сведок на неговиот живот, ама јас сум сведок и на неговата смрт и на неговото воскресение. И тој е човекот на кој што Исаија мислеше, пророкуваше, го предвидуваше, антиципираше дека ќе дојдене и таквата обнова на животот со Бога е веќе достапна преку вера, заради тоа што и Христос тоа го направи. И видете, овој човек, значи овие двајца не се знаеле. Што е буквално онака средба, претпоставам дека никош повеќе не се ни сретнале. Ова е кратка средба. Ваквите средби, ваквите пријатели според Божјото провидение, Бог може да ни ги даде за многу кратко време, како што е ова, може за некој, не знам, краткорочно, среднорочно, во повеќе формати може да ни ги даде. Ама тие, без разлика на форматот, со тек на време, најчесто, значи, отпосте, ќе препознаеме вртејќи се наназад, овој човек беше клучен, или овие неколку луѓе беа клучни во мојот живот. И ако некој го прашаше етиопјанинот, како ти стана следбеник на Христос, самиот етиопјанин, верувам дека има едноставен одговор. Филип го сретнав на пат, и така започна. Читав од Стариот Завет и тој ми кажа дека Христос не е само таму во Стариот Завет, туку дека дојде овде помеѓу нас. И морам да кажам дека низ историјата не постои, мислам дека ќе бидам храбар ќе кажам, не постои човек кој што онака сам од себе, сега ќе почнам да верувам, туку најчесто некој ни кажува за Христос, некој ни кажува за неговиот живот со Христос, за услишаните молитви, за нешто што Бог го направил, за едноставно искуство кое што некој го има со Бог, и ние врз основа на тоа почнуваме да веруваме. Значи, ние како црква, како Солкрафт црква, сакаме да им помогнеме на луѓето. Значи, сакаме тебе да ти помогнеме, кој што го гледаш ова, да започнеш и да култивираш вера во Исус Христос. Ние сме на целосно располагање кога станува збор за тоа. Можеме и на водно да се качуваме, можеме, не знам, и точак да возиме и други работи да правиме, ама ако прашаш што сакаме ние да правиме, тоа што сме го искусиле ние, и нашиот живот со Бог сакаме едноставно да ти го даеме на тебе, ти да можеш да имаш прилика да започнеш
и да култивираш, значи да растеш во твојата вера со Исус Христос. И ако тоа сакаш да го правиш, ако имаш прашање, си кажеш што тоа значи, ми интересира, би сакал, може или би сакала да прашам, да пробам, пиши ни на нашиот вебсайт, пиши ни на нашата Facebook страна, значи ние тоа сакаме ептен да го правиме. Значи не си на товар, не си значи тоа ни е ептен драго да го правиме. Во мојот живот морам да кажам, таков човек. И размислувајќи на оваа тема се присетив повторно. Таков човек беше Фредерик од Шведска. Знам дека беше Фредерик од Хелсинборг, не го знам презимето. Бев тогаш млад средношколец, човек кој што кога прв пат дојдов во црква, имаше големо срце за мене и едноставно ме прифати, иако беше 10 години постар од мене, може би малку повеќе, ме прифати целосно и имаше многу, како да кажам, имаше сенс дека јас сум сосема нов, дека имам желба да слушам, ама дека имам и многу прашања и тоа го правевме во црква, во евангелска црква, кафе, чај, заедништво. Значи тоа е легендарното кафе, чај, заедништво. Имавме баш тоа, кафе, чај, нешто колачи и имавме заедништво, значи некој нешто ќе каеше 15 на минути и ние после на повеќе маси тоа си го дискутиравме помеѓу нас. И за мене тоа беше фантастично, зашто зборам за раните 90-ти и тоа е времето кое што Скопје имаше, не знам, 5 кафича, 6. Оние Ани Бони легендарните, тајм го памтам кафич, у диско не иде, уште не ме баш пуштаа многу моите, малце покасно. И тоа нема нешто многу. Не знам, кафичи ги памтам, оние академија, некои такви, и толку беше. И кафиче за нешто. И сега мене ми беше интересно што многу често нели постареве некаде се помладите. Овој постар од мене и тука ми вика, слушај, јас сум тука да ти помогнам да направиш чекор 2. Кон Бог, ако можам. Се гледавме 2-3 пати неделно на тоа кафече заедништво во евангелска црква на Рузвелтова и човеков беше клучен за јас да почнам да разбирам основни работи и да создам основна слика врз која што веќе бев во можност да кажам да, јас сакам да бидам следбеник во Христос. Зашто го знам од искуство и го знам од многу разговори. Некој од вас не сте следбеници на Христос затоа што искрени да бидеме, бидете си искрени сами со себе, јас бев искрен и се што сакам да бидам, немате слика јасна за тоа што е Христос, кој е Христос и кој е неговиот повик за тебе лично, што тој сака ти да бидеш и што очекува од тебе. И Фредерик од Хелсинборг е човек кој што мене ме водеше од една матна слика, од нејасна слика, од, како да кажам, малку по малку расчистување и појаснување на сликата до момент да кажам, знаеш што, може би не знам се, ама знам доволно за Христос и слушам од твојот живот, зашто мене ми беше значајно не само што пишува во Новиот Завет, зашто може да биде приказка, демагогија, што иде. Ми беше и текако значајно кога слушав Фредерик и кога слушав други луѓе од тука, од Скопје, кои што зборуваа за нивните лични сведоштва како Бог ги има трансформирано. И затоа сум до ден денеска благодарен. Човек кој што по Божјата промисла, човек по Божја промисла, пријателство по Божја промисла, по Божјо провидение, кој што мене ми прави јас да започнам да живеам верата во Христос. Значи да имам она иницијална вера во Христос. Сега, имаме ние тука една друга ситуација, тоа е следната глава, 9 глава, ситуација која што се однесува на Павле, Савле, тоа е истата личност, во Дела апостолски, 9 глава, од 26 до 31 стих, еве што се случува. Значи, Павле беше прогонител на црквата. Тоа е неговата прв извештај за Павле, прво сведоштво за Павле, дека Павле има една животна мисија и цел, да ги уништи сите христијани или да ги барем да ги стави во затвор, каде и да се во тоа време, во Ерусалим, во Израел или дури пошироко сака да оди и во Дамаск, каде што има слушнал дека има цркви, први цркви, он сака да ги уништи, да не постојат веќе. И вели текстот друг и овој дека Павле има средба со Христос, една посебна средба, посебен повик Божи и Павле е веќе христијанин. И 26 стих, овој ќе очитаме, 9 глава, Дела апостолски, 9 глава, 26 стих. А кога пристигнаа во Ерусалим, Савле настојуваше да им се придружи на учениците. Но сите се плашеа од него, бидејќи не веруваа дека тој навистина е ученик. Видете, црквата е за мене едно фантастично заедништво, значи црквата од која што сум дел, и во исто време црквата како сите луѓе си имаме проблем со недоверба, со прифаќање, значи христијаните, значи зборуваме за апостолите и за првиот круг на Исусовите ученици и за оние што дојдоа веќе како резултат на нивното сведоштво за Христос, тие
слушаа дека Павле е тука во Ерусалим и дека е христијанин, вика, знаеш што, ние вакви трикови знаеме. Павле се преправа дека е христијанин, ќе ни се инфилтрира, ќе направи списоци од сите нас и кој ќе изгуби глава, кој ќе отиде во затвор. И не сака да го прифатат, никако да го прифатат. 27 стих вели вака: Варнава. Варнава на еврејски значи син на утехата. Варнава пак го зеде и го одведе кај апостолите. Варнава беше храбриот, кој што го зеде и го одведе кај апостолите. Па им раскажа како Савле по патот го видел Господа, дека Господ му зборувал, а исто така и дека во Дамаск отворено го проповедал името на Исус. И од тогаш тој остана со нив, влегуваше и излегуваше од Ерусалим и смело говореше во името на Господ. Варнава. Значи, ако го земавме Филип како пример за човек кој што доаѓа во нечiji живот и некој започнува со својата вера и актуализира својата вера во Бога, ние го гледаме Варнава како човек кој што е Божи инструмент во животот на Павле, за тој да може да го продлабочи своето следбеништво на Исус Христос. Кога сите се плашат, Варнава е храбриот кој што вика: сакам да те запознам по цена на негов живот во тоа време реално, и Варнава е тој кој што го носи кај апостолите, гарантира за него пред апостолите и пред црквата и го интегрира во црквата. И искрено, ова прашање што ќе го поставам, нема одговор. Ама е значено. Не знам што ќе беше со Павле ако некој, во овој случај Варнава, не отидеше кај него и него земеше под своја заштита, значи со своји гаранции, и понатаму го вклучи во служба, значи му беше вистински ментор. И такви луѓе Бог праќа во нашите животи. И јас сум благодарен за многу такви луѓе. Имам повеќе кои што можам да ги спомнам и луѓе на кои што сум стварно преблагодарен. Еден кој што не можам да не се сетам на него е Стив Семпл, еден афроамериканец, еден црнец кој што дојде од Вирџинија тука во Скопје, го запознав во црквата. Имаме мали групи и тогаш и сега имаме мали групи. Што се мали групи? Мали групи се помали контексти, значи на 4, 5, 6, 7 души, во кои што ние заедно читаме Библија, се молиме едни за други и го споделуваме животот. Значи, тераме со живот, се запознаваме подобро и имаме едно, да го наречам, поблиско заедништво во еден таков контекст. Се собираме кај нас во канцеларија, во центар, или се собираме по нашите домови, или некој сме, не знам, во парк. Контекстот е секундарен, тоа што е значено е да бидеме заедно и да дозволиме Бог повторно да не обликува преку такви луѓе во нашиот живот. И јас завршувам во една таква група во Евангелска црква вамо на Розиото, значи збориме за 90-тите години, и мене ме става со Стив Семпл. И Стив Семпл испадна една група, две групи, како он вика, знаеш што, во вашиот случај вика, еве вие двајца тама сте си, значи немаме како да ве распоредиме другачи. Стив, можеш ли ти да му обрнеш внимание на Никола? И Стив вика, важи. Ја викам, важи, ама јас знам 4,5 збора на англиски. Значи ја тогаш реално нема фабер од англиски. И си викам, кај ме стаја, драг вака, интересен човек, на прва, ама не знам што со него, значи не знам како да му се обратам. И Стив ми вика, relax, take it easy, relax, take it easy. Почнуваме да читаме Библија, викам, Стив, ми кнов 3 ворд. Значи, он ми вика, знаеш што, уживај, полека, ќе работиме и на англискиот твој, ќе работиме и на продлабочување на твојата вера. И тоа го правиме година дена. Прв човек што ми кажа, читай на англиски, и што сум се фрустрирал како никој, беше Стив Семпл. Вика, добро е да знаеш англиски. Ја викам, добро, ама ја не знам. Ама вика, добро е да почнеш да учиш. Вика, верувам дека Бог сака ние да ги развиваме нашите дарби и таленти. Значи, зашто не учиш? Викам, затоа што не знам. Па вика, никој не го знае. Значи, земи, почни, читај. И ја почнувам со книга на англиски и читам една страна, 2 страни максимум за саат време. Македонски секој сум имал добро темпо, значи сум читал по 20-25 страни на саат, ова една страна со речник, викам, ја готово, еве го пекулот, дојде кај мене. Ама Стив, ќе сретнам следен пат, јас секогаш со таа некоја македонска нелагодност, као, Стив, да не ти сметам, знаеш, ја не знам англиски, најде си друг човек, побрзо ќе комуницирам, вика, take it easy. Ќе година само мало, тоа беше време кога ние гледавме баскет и кога ги гледавме старите Чикаго Булс и Лейкерс и Феникс Санс, кој за кого беше во тоа време Нью Йорк Никс, ајде да не ги набројувам. До ден денеска можам да набројам 100 играчи од тоа време во НБА, но не ги знам, ама без проблем. И ние Стив го зимаме, Стив да игра со нас баскет, да куца, он вика, ја не играм спорт. Не, закуцај за нас.
Вика, бе, ја не знам да играм баскет, значи. Ние, ке нас мамо мало, Карпош Дебар мало, ајде куц. И го удаевме човекот, тој Стив Семпл беше човек на големо срце и мене ме трпеше и моите другари на баскет. И ќе дојдеме и чекор по чекор. И ако имам прашања, и веќе посериозни прашања, значи ако на Фредерик му поставав едни прашања, сега веќе се тоа посериозни, и човекот само ќе ми каже релакс, и помина 2-3 месеци, и пола година, и го знаете оној момент, кога ти одеднаш се освестуваш дека знаеш малце повеќе 4,5 збора англиски. И одеднаш сваќаш дека кога за барем некои теми, ти имаш добра слика за тоа кој е Бог и кој е неговиот повик за тебе. Значи ти градиш едно поблиско заедништво со Бог и со луѓето околу тебе. И морам да кажам едно нешто. Да не беше Стив Семпл, јас веројатно ќе имаше некој друг, ама тој беше човекот во мојот живот во тој момент кој што во таа година некаде 94-та, 93-та, 94-та, тука некаде редовно 2-3 пати неделно ќе земе чипс, голема кеса и голема кока-кола, крц. И со него научив да се молам, со него почнав уште поинтензивно да се молам и подлабоко да читам и уште повеќе, секогаш ме предизвикуваш. Не е дека читање и молитва сето тоа се првите чекори на примање од Бог, ама дека тоа треба да има рефлексија во мојот реален живот. И тој беше човекот преку кој што јас бев, како да кажам, вклучен уште повеќе во црквата. Тој беше човекот кој што реално ми обрна внимание и јас немаше да имам таков исчекор во верата ако не беше тој. И зошто го кажувам ова? Зошто историски ова е значајна тема? Значи зошто низ историјата секој човек ќе каже имав еден човек и двајца и тројца и 5-6 души. Јас можев да набрам сигурно уште 2-3. Ова го кажувам затоа што во твојот живот ти имаш луѓе и можеби веќе имаш некој од твоето семејство, или некој сосед, или некој пријател, кој што ти зборува за Христос, ти зборува од негово лично искуство и ти зборува за трансформација. Ти можеш да си кажеш, работава е, немам време за ова, немој толку брзо да дигнеш раце. Одвој време, дозволи Бог да те благослови, дозволи Бог да ти даде нешто добро преку таквите луѓе, преку таквите пријатели. И од друга страна, за сите нас, за сите вас кои што сте следбеници на Христос, сакам да ви кажам следно. Бог смета на вас. Како што јас сум имал такви луѓе во мојот живот и јас треба да бидам таков човек за некого денес. Можам да бидам и треба да бидам таков човек во односи еден на еден, значи ако има некој желба и повеќе прашање, да одвоиме пола сат, барем неделно и да градиме еден таков живот во Христос. Или пак да се вклучиме во тие мали групи кои што ние пак ќе кажам Евангелска црква Солкраф ги има и таму да можеме да растеме. Таму да можеме да поставуваме прашања, таму да можеме да ги правиме чекорите кои што Бог ги сака од нас. И јас тука ќе завршам и ќе ве охрабрам да продолжите со таквите пријателства и да бидете такви пријатели на луѓе кои што имаат таков тип на потреба. Она што ќе го правиме следниот пат и ве повикам уште од сега, ќе зборуваме за духовни дисциплини, за лични духовни дисциплини, ќе зборуваме за молитва, за пост, има уште неколку такви духовни дисциплини кои што се основа за мој и твој духовен раст, основа за оснажување на нашата вера и на нашата перспектива во вакво лудо време во кое што живееме. Јас сум Никола Галевски, пастор на Евангелска црква Солкрафт и ваш пријател. Ве поздравувам.